она што следува во продолжение на програмата е линковско вклучување. Еве веќе ја гледам нашата Ирена Спировска, со која што заедно со господјата Петра Атанасовска ќе ни кажат како се вапцуваат, како се бојадисуваат великденските јајца на овој велики четврток. Ирена, добро утро. Предпоставувам дека ова утро си ранобудна од рано наутро и дека веќе ги вапца, ги бојадиса твоите великденски јајца, првите 3 црвени. Така е, Ирена, сите домаќинки утринава уште пред изгресонце на Вели четврток, четвртиот ден од страдалната недела од Исусовиот живот, ден за вапцање на првите великденски јајца. Веќе сум сигурна дека го направија овој адет и во нивните домови веќе се црвенеат овие први великденски јајца. Токму тоа беше и причина ние денеска линковски да се вклучиме во живо од населбата Ново Лисиче, од домот на господјата Петра Атанасовска, со која што во следниве минути ќе позборуваме и ќе презентираме за вапцањето на јајца. Господјата Петра Атанасовска инаку е сега пензионера, целиот свој животен век го помина работејки во градежништвото, иако е дама, сепак ете во една област каде што се помалу бројни жените, а сега е пензионерка, како што спомнав, но и активен член на вештите жени, меѓу другото и повеќекратен победник, всушност поточно 8 пати, 5 пати победник на општинскиот надпревар, односно бирана за вешта жена на град Скопје и 3 пати победник во Гран При категорија на републичките надпревари. Петра, добро утро и ви благодариме што ги отворивте портите на вашиот дом утринава за екипата на телевизија Алфа. Добро утро, Ирена, поздрав до Алфа телевизија и до сите гледачи на Алфа телевизија. Ви благодарам за посетата на ваков убав ден. Да, навистина денот е посебен, со голема радост во секое домаќинство, домаќинките токму утринава пред изгресонце ги вапцуваат јајцата. Спомна Ирена дека веројатно јас сум го направила тоа. Сите денес имаме боја на нашите раце, но и така е убаво, така доликува да се подготвиме за најголемиот, најсветлиот и најрадосниот христијански празник Воскресението Христово. И вие, како што налага адетот, со години наназад, првото великденско јајце го вапцувате пред изгресонце. Токму така, Ирена, значи пред изгресонце прво домаќинката треба да касне едно залче леп, им постои некое верување и да почне со вапцување на великденските јајца. Значи вапцуваме по 3. Првото е господово, второто за домаќинот, а третото е за напредокот за бериќето во куќата. Така, исто се верува дека овие први великденски вапцани јајца пред изгресонце не се расипуваат до крајот на годината и токму затоа е важно да се вапцаат пред да изградат првите сончеви зраци, а потоа веќе може да се вапцаат и останатите јајца. Низ годините традиционално се вапцува црвено великденско јајце, но со тек на времето жените својата креативност ја покажувале преку декорирање и украсување на овие јајца. Еден од старите начини, украсување, бојадисување со кромит, какво што имате вие направено, но во последно време се повеќе се користи и уште една популарна техника, тоа е декупаж, која што ние ќе ја презентираме. Токму така, Ирена, само сакам да кажам уште за првото јајце, што е тоа е наречено господово јајце и го става, треба да стои до икона. Покрај икона. Тоа стои цела година до наредното вапцување. Откако ќе го тргнеме старото јајце, постои некое верување дека треба да се закопа во земја, затоа што тоа било полно со негативна енергија, демек земјата да ја отстрани, да ја преработи таа негативна енергија и а новото да донесе нова енергија во домот.
Така, секако новото како символ на надеж, на верба. Ајде сега ние да почнеме со работа и да кажеме како може еве домакинките да си ги декорираат своите јајца, затоа што на овие шарени великденски јајца особено им се радуваат дечињата, внуците, најмалите, па бабите и мајките сега имаат полни раце работа. Токму така, секоја боја си има свој символ. Меѓутоа, овие два начини што јас ке ги покажам се многу полесни и за младите многу полесно да прифатат да имаат шарени убави. Ја и дечињата се радуваат на шарените јајца. Сега ќе ставиме, значи, едно јајце, ќе го свиткаме во салфета и ќе нанесеме од боите што сме вапцувале јајца. Значи, ова е практично се искористува остатокот од бојата што сме ја користеле додека сме ги вапцале тие први јајца. Може да се направи комбинација според личен избор, лична желба, повеќе бои за да биде јајцето шарено. Пошарено и поинтересно. И она е значено што спомнавте вие дека е лесен и брз начин, нема да им одземе многу време на домакините. Ќе направиме уште едно-две, а другото ќе направиме со декупаж. Со салфета. Еве и ова ќе го направиме, па после ќе преидеме на декупажот. Колку време, Петра, треба јајцата да стојат вака завиткани во салфетка и накапани со овие бои? Многу кратко, Ирена, еве сега јас додека го изработам декупажот, ние ќе го одвиткаме после јајцето и ќе видиме дека е тоа прекрасно и шарано. Еве, јас обично фрлам бојата после вапцувањето јајца, не сум се сетила никогаш, еве, на овој начин дека може да ги искористам боите и дополнително да ги украсам великденските јајца. Забележувам дека ова се бели јајца, полесно се фаќа бојата на овој начин, на белик. А инаку се препорачува повеќе да за оние први вапцани јајца да користиме жолти. Жолти за црвената, за да се добие убава црвена боја, еве како ова се жолти јајцата. Значи тоа е првото офарбано денес. На што треба да обрнеме внимание за да не ни пукат јајцата? Еве, јас секоја година вапсам и оваа година пак две ми пукна. Па добро, се зависи и од квалитетот на јајц, на лушпата, со тоа што, например, се става сол во додека се варат јајцата, а во бојата се става оцет за побрзо да се мислам да се разреди бојата. И остана уште едно јајце? Ја, тоа ќе го направиме со декупаж. Токму така. И сега, за декупаж се користат овие салфетки. Салфети, ги сечот се од салфети. Го премачкуваме јајцето со белка. Исто бели јајца се поинтересни. Значи само белка, Да. четкичка и малку вештина, ништо друго не треба. Многу лесно на вистина и практично. Еве, верувам ќе ги инспирираме и оние помлади домакинки кои што утринава не гледаат, да се потрудат оваа година нивната великденска трпеза да биде малку пошарена, побогата, освен оние задолжителни црвени великденски јајца, да имаат и вака декорирани јајца. Ова е не само брз и едноставен начин, туку и многу е ефтино да се направат вакви украсени јајца. Секој во домот има салфетки, белка од јајце, само треба еве да се усоврши техниката која што ние денес ја покажуваме. Сега јајценцето е веќе готово. Треба да се исуши. Така се исуши.
Во меѓувреме овие си стојат јајцанца, ќе ги одвиткаме и ќе видиме како изгледаат. Веројатно колку подолго стојат, толку поинтензивни се боите. Ние сега заради времето малку мора да ја скратиме постапката. Прекрасно. Навистина преубаво изгледа. Еве вака да видат и гледачите како ги искористивме боите што остана, така остатокот од боите, наместо да се фрла, ете може да имате вакви јајца кои што наликуваат на мали уметнички слики. И уште третото ни остана. Сега ќе го видиме и него, секој е различно. Да, секој е. Иако начинот на Постапката е иста, меѓутоа навистина преубаво изгледаат и овие јајца може да бидат вистинска радост за, кажавме, најмалите, но и да изгледа богато великденската софра, бидејќи Великден е празник кога се собира целото семејство на великденска софра. Токму така. Ова и постои верување, вика, од јајцето почнува раѓањето, вика. Јајцето кој ќе почнат да пука лушпата на јајцето, се раѓаат пилиња. Затоа и фактички за воскреснувањето на Христос се фарбаат јајца. Така и е символ јајцето. Символ е јајцето. Петра, ви благодарам многу уште еднаш, ке ви посакам добро здравје, среќа, радост, весели, предстојни великденски празници, уште долги години да бидете така неуморна и активна како што сте досега и како што ве знаеме сите ние во Вешта жена. А еве поздрав и до нашите домаќинки, мило ни е ако успеавме да ви пренесеме некој убав совет и насока како да ги украсите вашите великденски јајца. Останете ви и понатаму со програмата на телевизија Алфа и со нашата утринска емисија. Следуваат реклами, а веднаш потоа колешката Ирена продолжува со разговор и со гости во нашето студио.